Кои се зелените перспективи на општина Чашка? Општина Чашка е четврта по територија во Република Северна Македонија и навистина изобилува со многу зелени површини, значи претежно е целата обвиена во планински масиви. Ќе го извојам тука е планинскиот врв Солунска глава, добро познатиот во целата држава, со 2560 надморска висина. Општина Чашка има 41 населено место. Како општина во минатиот период многу поведовме грижа во делот на екологијата и на зелените површини на територијата на општина Чашка. Ќе земам како пример. Прв пат почнавме да собираме смет во поголемите населени места, тука се вклучително селата Горно и Долно Јаболчиште, каде што живеат повеќе од 4.500 жители. Тоа беше една донација преку Бирото за регионален развој. Со преку UNDP добивме околу 2 милиона денари за чистење на речното корито на реката Тополка низ овие две населени места, затоа што можете да замислите како е во населени места во кои што живеат над 4000 жители да не се собира секојдневно смет од куќите во кои што живеат граѓаните. Тоа е добар процес и добар почеток за нашата општина. Би сакал да извојам тука дека покрај собирањето на сметот, општината доста поведе ред и за обновување на зелените површини на територијата на општината, така да веќе се креираат и се направија повеќе паркови во кои што имаме засадено доста дрвца на територијата ќе го земам како пример населбата Чашка, исто така би го земал и како типичен пример селото Извор. Значи, со еден збор, иднината на оваа држава или на оваа општина е токму да се зачува тоа богатство кој што го имаме како дар од природата. Колку според вашите анализи се запознаени политичарите генерално во нашата земја што тоа представува? Па генерално, ако се гледа моето размислување, мислам дека политичарите не се многу запознаени, да бидеме реални и искрени. Тоа е факт во кој што, мислам, тоа е процес кој што тек доправа доаѓа во нашата држава, имајќи ги во предвид веќе дека станавме НАТО членка и со идните предпристапни фондови, предпристапен прием на Македонија во Европската унија и како треба нашата држава да поведе ред за овие зелени вредности кои што вие сега ги спомнувате. Со еден збор, мораме многу да поработиме за сите овие пороци кои што ги имавме во минатото, но се уште тлеат, да направиме процес во кој што би се згаснале и тоа е еднината на оваа држава само како држава во кој што се бори за социјална правда, за еднаквост на граѓаните, дека успехот е напред, значи со еден збор треба и како да почнеме да ги шириме тие европски вредности. Сепак, сведоци сме дека постојат растечко ниво на политичките и етнички мотивирани тензии во нашата земја. Па што сметате вие, на кого тоа му оди во прилог, а кој најмногу губи? Не знам колку сте вие добро информирани, општина Чашка е мултиетничка општина во која што живеат повеќе од 35% граѓани од албанска етничка заедница. Знаеме во минатото што се случуваше низ нашата држава и јас сум посебно среќен и горд што токму во тој период 2000-та година не се случуваше на територијата на општина Чашка. Тоа е една добра работа и втората добра работа е што граѓаните кои што живеат на територијата на општина Чашка и како беа присебни и свесни за последиците кои што би биле далеко сежни и кои што би донеле до последици. Јас како градоначалник морам да бидам искрен и реален дека иднината на оваа држава, на сите граѓани е токму ширење на мултиетничноста и тој концепт кој што го промовира оваа влада е токму иднината на оваа држава. Се што другото ќе се промовира, мислам дека води кон назадување на оваа држава и јас сум среќен што сум делот, токму доаѓам од политичка партија која што е мултиетничка партија и како пример ќе земам дека минатата година
на парламентарните избори и претходно имавме ние пратеник во парламентот од нашата општина, посебно поточно од селото Горна Јаболчиште, кој што е граѓанин од албанска етничка заедница, што не ни представуваше никаков проблем и тоа функционираше безпрекорно. Значи јас сум горд што сум дел од еден процес кој што први како политички субјект, како влада, оваа влада го промовира на државно ниво.